Програмата на Обединетите нации за развој UNDP во соработка со Министерството за локална самоуправа и Министерството за финансија со подршка на Швајцарската агенција за обнова и развој е носител на проектот за зајакнување на капацитетите на општинските совети. Проектот денеска беше представен во Струмица пред повеќе од 50 на председатели на советите на локалните самоуправи во Македонија. Целта е да после 10 години постоење на Комитетот на совети за прв пат да се соберат повеќе од 60 председатели на совети, да ги споделиме нашите искуства, да добиеме позначајни информации од ЗЕЛС и од UNDP во однос на начинот на функционирање на советите во делот на финансирањето, во делот на дел од комисиите кои што постојат при нашите совети, секаде во Македонија, бидејќи сметаме дека како и сметаат нашите колеги овдека дека советите се малце запоставени во однос на градоначалниците, можеби е тоа не случајно и не сакајки, но затоа сме ние тука да пробаме да помогнеме да го вратиме нивото на советите на она заслужно на кое што заслужуваат да бидат. Бидејќи знаеме дека и председателите на советите се избрани од граѓаните и на крајот крајната цел на се е да можат граѓаните и советниците заедно со председателот на советот да имаат поблиска комуникација со цел подобра информираност на граѓаните. Преку улогата на членовите на советите како представници на граѓаните во општината се огледува степенот на демократијата на локално ниво, како гаранти на транспарентното и одговорното работење на локалната власт. Тоа се луѓе кои што треба да имаат интегритет и да бидат вистински представници на интересите на граѓаните што ги представуваат. Па видите, јас сметам дека оваа обука денес што ја имаме овде не се однесува специјално за општина Неготино, туку воопшто се однесува за сите општини во Република Македонија и сметам дека со оваа обука и со ова денес што се презентира овде, сметам дека ќе се зајакнат капацитетите на локалната самоуправа, односно капацитетите на советите и на председателите на советот и на советниците воопшто. Нивното работење, ефикасноста и впрочем, да речам, како фидбек спрема граѓаните и должноста спрема граѓаните со ова обука и со помошта што ќе се направи со ова обука, значи ќе можеме полесно да го вратиме она за што граѓаните не избрани. Проектот ќе се имплементира во следните 3 години, зашто Швајцарската агенција за обнова и развој обезбеди околу 3 милиони швајцарски франци.